Владата ризикува големо незадоволство и хаос доколку и овој пат доследно не се почитуваат законот за плати и колективниот договор, што значи усогласување на платите на сите нивоа, предупредија денес од Конфедерацијата на слободни синдикати. Мораме да предупредиме и јавноста и владата дека од потребата од почитување на законите и колективните договори мора да биде вчера и сега. Затоа што ако работниците во јавниот сектор во април ја добијат мартовската плата без усогласување, ќе настане голем хаос. Според Ралповски, причините за ова се следните. Државната и јавна администрација, помлад референт, во моментот има основна плата од 13.848 денари. И толку зима основна плата, што е незаконски. После него имаме референт, виш референт и самостоен референт, кој што со највисоко звање со средно образование. И има основна плата од 16.848 денари. Вакви аномалии во јавниот сектор има секаде, но председателот на СОНК Јаким Неделков од владата овој пат очекува разбирање. Па јас сум убеден дека Министерството за образование начело со министерот, па и премиерот ќе бидат мудри во оваа ситуација, бидејќи навистина зовриено е во училиштата и се чека на нас раководството да донесеме одлука. Сепак јас согласувам со председателот Ралповски дека го почитуваме социјалниот диалог и партнерство и ќе се обидеме максимално да бидеме коректни во овој дел, се разбира во рамките на дозволеното до 15 март. Доколку најдат над зид, од синдикатот порачуваат. Веројатно ќе дојде до генерален штрајк во целиот јавен сектор, каде што целата јавна администрација буквално ќе го парализира функционирањето на државата. Инаку, државата е работодавач на околу 200.000 вработени во јавниот сектор, а усогласувањето на платите според законот и колективниот договор се почитуваат кај едва и 20% од нив.